Една од најмоќните алатки во рацете на новинарите, истражувачите и граѓанските организации за независна контрола над работењето на институциите е Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Тој овозможува секој граѓанин да има право да побара и да добие информација од државните институции, установи, предпријатија, општини па и партии за нивните приходи, расходи, плати, број на вработени и меѓу другото и за јавните набавки. Целта, како што е наведено и во самиот закон, е да се обезбеди јавност и отвореност во работењето на имателите на информации. Токму овој закон, минатата недела се најде како втора точка на дневен ред на седницата на Државната комисија за спречување корупција. Вршеле антикорупцијска проверка и заклучиле дека во него има точки кои представуваат потенцијален ризик од корупција. Членката на комисијата Софија Спасова Медарска рече дека е проблематично што институциите треба да ја информираат јавноста со целокупната документација за јавните набавки, концесиите и јавно-приватните партнерства. Таквата формулација поради својата неопределеност и опширност остава простор за различна примена и селективно постапување, со што се создава регулаторен ризик од корупција, но и потенцијално преоптоварување на институциите со објавување на податоци кои веќе се доставуваат до надлежните органи како што е Бирото за јавни набавки. Непрецизното уредување на транспарентноста може да доведе до објавување чувствителни податоци, како што се деловно доверливи информации, податоци важни за конкуренцијата или лични податоци. Ваквото објавување може да предизвика неправедна економска предност за одредени субјекти или повреда на правата на трети лица, вклучително и правото на заштита на лични податоци. Токму оваа забелешка на антикорупционерите е причина за остра реакција од платформата за борба против корупцијата, во која членуваат редица кредибилни невладини организации. Данче Даниловска-Бајдевска од Метаморфозис, инаку самата експертка од областа на слободниот пристап до информации, оценува дека ДКСК со забелешките помага за уназадување на транспарентноста на институциите. За еден превентивен механизам, како што е ДКСК, да даде препорака за дорегулирање, додефинирање или преиспитување на терминот целокупна документација за пристап до јавните набавки е абсурдно да го направат тоа, затоа што сметаме дека токму преку работата на граѓанските организации и истражувачкото новинарство, голем дел од судските случаи кои што се водат за злоупотреби на државните ресурси се токму поради пристап до целокупна документација. Дури има и спречени се штетни набавки баш поради пристапот до документацијата која што се однесува на јавните набавки. Исто така би сакала да истакнам дека овој закон за слободен пристап во светот постои за да ги отвори, велат, темните ходници на управата, на администрацијата, да се објават информации поврзани со државните трошења. Даниловска-Бајдевска смета дека е симптоматичен и моментот во кој ДКСК излезе со забелешките. Веќе 5 месеци работна група подготвувала измени на законот. И тоа во унапредување или скратување на роковите за пристап до информации, затоа што нашиот рок од моменталниот од 20 дена да добиете пристап до информација најдолг во регионот. Дополнително, работната група работеше на прекршочните одредби за да се усогласи, односно да се утврдат прекршочни глоби за функционерите, значи за министри, за директори, кои што го ограничуваат пристапот или не овозможуваат извршување на решение од страна на второстепениот орган агенцијата. И ова е уште еден момент што предизвика кај нас реакција. Минимум што можеше ДКСК да направи е да не консултира за да има еден независен објективен извештај во однос на антикорупцијската проверка на Законот за слободен пристап. Критична кон загриженоста на ДКСК дека институциите можат да објават и премногу информации е и надлежната државна институција за спроведување на Законот за пристап. Директорката на агенцијата Пламенка Бојчева вели дека не може во закон да бидат опфатени сите информации што треба да се објават и дека нема потреба да се дообјаснува. Целокупната документација не збунува, поготово не е збунувачки кога станува збор за
невладиниот сектор, организации од граѓанскиот сектор или новинари, истражувачки новинари, бидејќи тие ја знаат постапката за спроведување на јавна набавка и точно знаат кои документи им се потребни и најчесто, значи, таксативно ги набројуваат кои документи ги барат и кои што ја опфаќаат цела една постапка од одлуката за спроведување на јавна набавка до склучувањето на договорот, па и реализацијата на самиот договор по таа јавна набавка. Затоа сметам дека секое ограничување во овој дел би значило враќање чекор назад. Од друга страна, и самиот закон за јавна набавка, за јавни набавки во начелата, едно од основните начела на кои што се темели законот за јавни набавки е токму начелото на транспарентност, односно вели дека постапките за јавни набавки се спроведуваат на транспарентен, отчетен, одговорен начин. Бојчева подсетува и дека заштита од објавување лични податоци е опфатено со други закони, а кога се во прашање класифицираните информации, има јасни исклучоци во Законот за слободен пристап. Деловната тајна, нашиот закон не познава исклучок од пристапот до информации од јавен карактер поради деловна тајна. Исто така и за класифицираните информации ние имаме веќе востановена пракса, само треба имателот на информација да докаже дека станува збор за класифицирана набавка. Меѓутоа, пак ќе наведам дека во постапките за јавни набавки сметам дека нема класифицирани, бидејќи постои посебен закон за јавни набавки во делот на безбедноста и одбраната и тие се спроведуваат по тој закон. Дополнителни објаснувања побаравме од антикорупцијската комисија. Во однос на нивната забелешка за терминот целокупна документација, велат дека нашле ризик за селективно постапување и различна интерпретација со таквата терминологија. За надминување на овој ризик, Државната комисија препорачува законодавецот прецизно да го дефинира поимот целокупна документација за јавните набавки, во согласност со начелото на транспарентност уредено во член 6 став 2 од Законот за јавните набавки, кој таксативно ги наведува видовите документи што се сметаат за информации од јавен карактер, и тоа со објавување на планот за јавни набавки, огласите и известувањето од овој закон, тендерската документација и договорот за јавна набавка, како и нивните измени и дополнувања. На јавните критики пак од антикорупцијската комисија велат, се што е нотирано е со цел да се подобри, а не да се намали слободниот пристап до информациите од јавен карактер. Од тука препораките на Државната комисија во ниту еден случај не се во насока на намалување на транспарентноста на институциите во однос на постапките за јавните набавки. Напротив, истите имаат за цел да обезбедат прецизирање на законските одредби, намалување на ризиците од злоупотреба на дискреционо одлучување на имателите на информации при објавување на документацијата на веб страниците, поради постојните правни празнини и некохерентната законодавна правна техника во одредбите на законот. Измените на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се објавени на ЕНЕР. До 11 мај е отворена можноста за коментари и забелешки, кои потоа ќе треба да се разгледаат во рамки на работната група.